апелирате решаването на Две недели на пресконференција јас повикав само да се забрзаат активностите на во тој период делот е имал гласове колективно. Следејќи ги барањата на граѓаните, на големи и знаејќи дека се соочуваме со голема која става на тесци јас апелирав да тоа биде побрзо, поефикасно и ништо понатаму не е моја надležност. Помеѓувреме знаете дека се слуша неговото министр од здравство. Имавме човек слободен, почната специјална јавна консултација и тоа го зазема своја технична процедура, како што е пропишано според законите. Наша работа, значи моја работа како председател и како министер не е понатаму секоја следна фаза да ја коментирам. Населението влезе сега во процедурен колосек. Апелирам до сите нас, да не стрпливи да чекаме што процедурата, законската процедура ќе покаже и дори после известен период од кој имаме нешто видливо, да речеме втора степен, евентуално пресуди, можеме да коментираме во целина. Сега во овој момент не е соодветно, не е добро, не може да јас не ги сега да коментирам како да до сега. Тоа да би беше тргна, битно е дека видовме битни активности во таа процесна смисла и сега останува само да продолжат понатаму надлежните органи. Повторувам, и тоа и јас и сите ние што сме во овој момент политичари сакаме да видиме брза истрага, да видиме криминална истрага и истрага во која нема да се чувствуваат странични влијанија, ниту бизнес заедницата, ниту евентуално од политичари. Изслушнавте вчера бизнес заедницата, некои се пожали што било во јавноста. Во таа смисла, колку институциите во државата се способни да дозират Што е до мене како една од тие институции, јас можам да гарантирам дека амбиент за работа, слободна, непречена во склад со законите на судско-обвинителските органи има, нити на крај на памет не паѓа да притискам некого, да наредувам, да се мешам во работата. До овој момент, во сите информации што ги имаме од страна на надлежните владини и структури, исто така нема никакво политичко мешање во која насока да ова истрага, барем до овој момент тоа не е познато. Во делот на бизнес заедницата веќе неколку бизнисмени надаврати на овој случај што го спомнуваме, дадоа изјави дека тие народни барем исти тип. Значи, мислам дека работите се движат и дека во овој момент никој не може да каже дека од страна на политиката, да речеме, него е заплашен да не пријавува такви случаи на корупtivно однесување ако ги има. Што од страна на политиката амбиентот е направен, амбиентот постои, ја гарантирам за мене дека тоа ќе биде и вредна така да не може да замислам оваа позиција јас направам нешто што никогаш во животот не сум направил и што воопшто не е моја работа. Граѓаните не ме плаќаат притискам судските органи, не ме плаќаат да се мешам во мојата работа и да диктирам каква одлука треба да направи. Тоа е до нив. Генерално, ако желате во една реченица, мислам дека во држава постои амбиент во која политиката не се меша во работата на судовите и обвинителствата и тоа така се надам ќе остане. Што во вашите контакти со амбасадорите не забележите Но чувка пред 2 дена чинал амбасадор од Европската унија господин Жводер и неколку на други кои се во Скопје акредитирани ќе ни постои загриженост само во случај ако ова цела постапка не оди како што треба, не оди воопшто или ако не оди согласно законските процедури, значи вакви случаи се случуваат секаде во светот. Разликата меѓу демократски и недемократски држави е во тоа што демократските држави одговараат соодветно со законскиот апарат, законска процедура и ги санкционираат оние кои се огрешили од законот, а не оставаат да поминат неказнето. Така што во овој случај ние до сега имаме постапување на надлежните органи и предлагам за вкупната јавност да остави тие органи на работа и да видиме после известен временски период што ќе произлезе од на работа, се разбира почитувајќи ги апсолутно правата и на сега од притвор и презумцијата на невиност една од класичните принципи на секоја права. Садрате, може само уште едно прашање. Алијансата за албанците што влага европските обвинители и цялото на специјалното јавно обвинителство. Кој е вашиот став? Ако паметите, мислам дека за прв пат во македонската политика, тоа е споменато 2006 година, тогашната влада која предлагаше, имаше во предизборната програма таква една идеја за државен јавен обвинител странец. И откувањето на правниците во тоа време, не знам како би било сега, беше дека наводно тоа не е можно. По принцип,
nemam nikoga što sam imao problem so mešovanjem na strancите, да се компетентни и стручни било која област. Оно што гледаме дека имаме само позитивно влијание од мешувањето на странските политичари, Европска унија, НАТО, партнерски пријателски држави. Не знам дали е тоа возможно, но принципијално говорејќи би сакал да видам поголема вклученост на странски стручни лица во поддршка на нашиот правосуден систем.